денес, спротивно на досегашната собраниска пракса, се закажа Комисија за одбрана и безбедност во ситуација кога не требаше да се закаже и немаше деловнички можности. Впрочем, кога има ребаланс на буџет, тие 10 дена по правило се резервирани само за ребаланс на буџет, но поради веројатно ние се сомневаме дека тоа е договор помеѓу СДСМ и Алијанса и Алтернатива, тие што им направија кворум на минатата 46-та седница, на која што тие немаа да си го изгласаат дневниот ред и ова е контрауслуга. Меѓутоа немаше деловнички можности, затоа што согласно Законот за собрание, петок е планиран изричито како ден за средби на пратениците со граѓани, во кој што не се закажуваат пленарни седници и седници на работни тела, а исто така немаше и представник на владата, кој што според член 121 од деловникот мора да биде присутен, тој е представник од Министерството за внатрешни работи. И после серија процедурални забелешки на пратениците од опозицијата, председателот на комисијата немаше друга можност освен да ја прекине седницата. Ќе видиме кога ќе продолжи, инаку јас требаше да зборувам, затоа што минатата седница прекина на мој говор, меѓутоа не дојде ред поради процедуралните забелешки. Тоа значи дека мојот збор останува и понатаму на било кое наредно продолжение и јас ќе го искористам. Овој предлог закон е тотално непотребен, бидејќи досега во два наврати се испаѓало во пресрет на оние лица кои по пат на сукцесија од СФРЈ не стекнале државјанство. И патем речено, да биде иронијата поголема, ова го користат Алијанса и Алтернатива за да набиваат националистички и шовинистички агенди без тотална потреба да има проблемот што е? Проблемот е што има неколку илјади граѓани кои навистина немаат државјанство и тој проблем е институционален, а не е легислативен. Тоа значи не се решава со промена на закон. Во меѓувреме има еден закон кој го поднесе пратеничката Љати Фешиковска и кој го решава проблемот и на овие луѓе, а тоа е законот за неевидентирани лица во матична евиденција. Тој закон сега се пролонгираше рокот, така што по тој закон овие луѓе ќе можат да стекнат државјанство, така што ова е тотално непотребен закон, тоа е само политички маркетинг на Алијанса и Алтернатива и нема никаков допир со реалноста, бидејќи веќе постојат законски механизми по кои што овие луѓе можат да стекнат државјанство.